Почитувани дами и господа, почитувана јавност на Република Македонија, се обраќам во име на коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, во врска со последната одлука на Советот на Народна банка, каде што им остава на банкарите сами да одлучат дали ќе овозможат на граѓаните пролонгирање на плаќањето на ратите за кредити за 3 и повеќе месеци. Со оглед на фактот дека банкарите секогаш го гледаат пред се својот интерес, сметаме дека Советот на Народна банка на Република Македонија не постапи рационално и во интерес на своите сограѓани, односно не им наложи на банкарите да направат одложување на каматите и на ратите кои што ги имаат по банките, онака како што тоа го направија побогатите држави во светот, односно државите кои што се дури и помалку погодени од оваа криза. Сметаме дека владата на Република Македонија треба да излезе во пресред на се потешката ситуација на граѓаните на Република Македонија со еднократна парична помош и ние предлагаме тоа да биде 500 евра по семејство во Република Македонија. Сметаме дека овие средства не се многу големи за владата за буџетот на Република Македонија, од причина што ќе бидат наменети исклучиво за екзистенцијални потреби и за потреби за одржување на хигиената. Доколку владата не се согласува со една ваква мерка, ние и предлагаме една друга алтернативна мерка, а тоа е на секој вработен, невработен пензионер и студент во Република Македонија кои што се присутни во моментов и кои што се државјани на нашата држава и присутни во државата, да им додели еднократна парична помош од 150 до 200 евра. Од оваа категорија да бидат исклучени сите оние лица кои што пријавиле приходи поголеми од 1000 евра на месечно ниво, да бидат исклучени средношколците, да бидат исклучени и помладите категории на граѓани и сигурно оние други граѓани кои што не влегуваат во оваа категорија. На овој начин сметаме дека Република Македонија ќе покаже грижа за своите граѓани, ќе овозможи и онака тешката ситуација да биде подобрена, барем за време додека трае воредната криза. Се надевам дека владата на Република Македонија ќе излезе во пресред и граѓаните ќе можат спокојно и мирно да продолжат да живеат и да ги почитуваат мерките и препораките на владата на Република Македонија.